Сдруженијето на приватни здравствени стоматолошки установи на Македонија најавува протест пред Министерството за здравство на 6 ноември, затоа што владата не ги послушала нивните барања за укинување на функцијата матичен стоматолог и укинување на капитацијата. Според стоматолозите, начинот на капитација бил повеќе неодржлив, затоа што голем број на приватни стоматолошки установи биле на работ на банкрот, поради се поголемото намалување на пациентите, што пак се случува поради масовното исилување. Бараат секој стоматолошки тим од државата да добива фиксно по 90.000 денари месечно, за да се покријале основните трошоци за една амбуланта. Со самата капитација не можат да бидат исполнети барањата на приvatна здравствена установа во однос на плати, придонеси, амортизација и сите други режиски трошкови кои што ги има на приvatна здравствена установа. Со самиот модел на капитација, оние ординации кои што имаат поголем број на пациенти стануваат уште побогати, а оние кои што немаат доволен број на пациенти се на работ на банкрот. Нас парите што ни се потребни, а во моментот би требало да ги има кои има прикрепено 2000 пациенти, а тоа е невозможно поради демографијата и поради сите разни случувања кои што настануваат поради екзодусот, иселувањето, луѓето и така натаму и така натаму. Од 1211 ординации во Македонија кои имале склучен договор со фондот, само 131 имале над 2000 пациенти потребни за некое рентабилно работење, а под 1500 пациенти биле 876 ординации кои веќе биле во загуба. Затоа стоматолозите не сакале повеќе модел со капитација. Со зголемување на капитацијата, како што е во најава, пола од буџетот би го распределувале 330 тима, додека преку 900 тима остатокот другата половина. Моменталниот буџет кој се одделува за стоматолозите бил околу 599 милиони денари годишно, а со новата методологија стоматолозите бараат тој да се зголеми на 1 милиарда и 400 милиони денари.